Агенцијата Стратум, која добива државни пари, штима анкети во корист на СДСМ и ДУИ. Јавноста се сомнева во резултатите од последната анкета на оваа агенција, според која премиерот Ковачевски ужива најголем рейтинг. Во ниту една друга анкета објавена претходно ги нема бројките кои ги има на Стратум, каде Ковачевски има 12,8%, а Мицкоски 10,5%, СДСМ пак има 15,8%, додека ВМРО ДПМН е рейтинг од 10,1%. Анкетата на ИПИС, проведена во март, покажува рейтинг на ВМРО ДПМН од 21,7%, додека СДСМ и ДУИ заедно имаат 16,7%. Оваа агенција спровела анкета и во мај, бројките слични. Тука најголемата опозицијска партија има рейтинг од 20%, додека на Бихачка имале поддршка од 12,9%. Ситуацијата речиси иста била и во јуни. Тогаш истражувањето на Market Vision покажува рейтинг на ВМРО ДПМН од 22%, додека на СДСМ од 11,5%. Во оваа анкета Мицкоски има двојно поголема поддршка од Ковачевски, односно 12%, наспроти 6,1% за премиерот. Таму двојна е и предноста на партијата на Мицкоски со 22%, во однос на партијата на Ковачевски, која имала 11,5%. Голема предност за ВМРО ДПМН покажува и анкетата спроведена од ИРИ во јули. Таму опозицијата има рейтинг од 19%, додека СДСМ има 11%. Во ова истражување дури 56% сметаат дека Македонија оди во погрешна насока, додека сме на правиот пат мислеле само 14%. Во јули предност за опозицијата покажува и анкетата на Брима Галуп. Таму ВМРО ДПМН има 19,5%, додека СДСМ има рейтинг од 13,6%. Во оваа анкета најпопуларен политичар е Мицкоски, додека петти е Ковачевски, меѓу нив се Ахмети, Пендаровски и Груевски. Поразителни бројки за власта покажува и анкетата на Market Vision објавена пред 2 дена, каде Мицкоски и ВМРО ДПМН имаат убедливо највисок рейтинг, а Ковачевски и СДСМ се трета политичка сила во Македонија, дури и под ДУИ и Ахмети. Според политичкиот аналитичар Сашо Клековски, прашањата како што се поставени во анкетата на Стратум личат на прашања напишани во штабовите на СДСМ и ДУИ. Значи овде е јасно дека прашањата се формулирани за да ја следат наративот, приказната на ДУИ на СДСМ за наводен расцеп на ВМРО ДПМН. Значи, таков расцеп не постои. ВМРО ДПМН е единствено. Случајно или не, оваа анкета на Стратум, која на минатите локални избори целосно промаши, предвидувајќи победа на СДСМ, се појави веднаш откако беше објавена анкетата на Market Vision, каде СДСМ и нејзиниот лидер веќе не се ни втора политичка сила, а Мицкоски има речиси 3 пати повисок рейтинг од Ковачевски. Инаку Стратум Рид Доел пред 5 години доби речиси 90.000 евро од фондот за иновации, а ваучерот лично го предаде поранешниот премиер Зоран Заев.